Нови хотелски комплекси ќе никнат на крајбрежјето на Дојранското езеро. Зголемениот број туристи изминатите години ја наметна потребата од изградба на дополнителни сместувачки капацитети. Градоначалникот Стамов вели дека годинава покрај 4 објекти кои се во изградба ќе понудат дополнителни 2 атрактивни локации за изградба на хотели. Со тоа покрај постоечките приватни апартмани ќе се зголеми, но и подобри туристичката понуда за повеќе дневни одмори или еднодневните ноќевања. Во тек се градби на 4 такви објекти, хотелско-сместувачки капацитети, а во наредниот период општината ќе понуди уште неколку локации на кои ќе има можност да се градат нови хотели. Станува збор за атрактивни локации. Едната е на самото крајбрежје на Дојранското езеро, втората представува поранешната касарна и станува збор за поголеми површини, каде што површината за градба е поголема и се бара поголема инвестиција и сме во постојани разговори со неколку заинтересирани инвеститори. Покрај хотелски комплекси до летото Дојран треба да добие и автокамп. За таа цел локалната самоуправа отвори постапка за урбанизација на локација за оваа намена. Веќе на пролетта ќе понудиме на продажба локација за изградба на автокамп кој комплетно сите заедно овие нови капацитети би го зголемиле сместувачкиот капацитет во Дојран, особено во месец август кога буквално нема слободна соба или апартман. Од општината велат дека со враќањето на водата во Дојранското езеро неколкукратно се зголемил и бројот на туристи. Од 70.000 ноќевања во 2005 година. Бројот на туристи заклучно со септември 2014 година достигна 180.000 ноќевања.